Господиња Јанчева, на маратонската седница вчера, побараните пари од ЈСП за субвенции, прво не ги одобривте, но потоа дадовте на некој начин зелено светло на вонредната седница. Што точно се случуваше? Одлуката за субвенционирање, добар ден најпрво. Одлуката за субвенционирање на јавното сообраќајно предпријатие беше како една од точките на седницата која го носевме буџетот, значи на редовната седница, на второто продолжение во текот на вчерашниот ден. Со оглед на тоа што мнозинството во Советот, тоа е ВМРО, ДПМН и коалицијата, го изгласаа буџетот, очекувано беше да ги изгласаат и програмите, вклучително и субвенциите. Тие не ги изгласаа субвенциите и се доведовме во ситуација на која што граѓаните беа сведоци на една немила ситуација кога интересот на граѓаните, јавниот интерес, беше ставен под знак на прашање. Се одеше на вонредна седница со итност. Имаше ли потреба од итност за нешто такво? Потреба од итност имаше заради тоа што мислам во повеќето наши говори, вклучително и говорот на градоначалничката обраќањето на седницата, потреба има заради тоа што од 1 јануари следуваат некои тековни обврски кои што се поврзани со одлуката за субвенционирање, односно со реализирање на буџетот, кој што повторно ќе кажам, ВМРО ДПМН се го изгласаа. Ако интересот на граѓаните и јавниот интерес им беше пред се и над се, а не тесно партискиот интерес и интересот за тендери и провизии, тие ќе изгласаа и субвенцијата и немаше да бидеме сведоци на такви немили ситуации и настани на кои што бевте и вие како новинари и целата јавност. Сумата е зголемена за разлика од лани. Лани беа околу 8 месечини, сега се 10 милиони евра. Меѓутоа, од ЈСП се уште ги немате добиено извештаите кои што ги побаравте и вие и останатите советнички групи. Има ли некоја најава кога би ги добиле тие извештаи, за да видиме каде се трошат парите на граѓаните? Обврската за извештаите стои и таа е тековна. Значи секој јавно предпријатие треба на секој 3 месеци, значи квартално до Советот да оставува извештај за работа. Сумата таа точно е дека е зголемена, меѓутоа предлагачот на буџетот ја предлага сумата. Советниците се тие кои што треба да ја изгласаат или треба да гласаат против. Значи предлагач на буџетот е градоначалничката Даниела Арсовска, таа предложила толку таа сума на субвенции, тој износ на субвенции за потребите на јавното сообраќајно предпријатие, мнозинството советниците од ВМРО ДПМН буџетот го изгласа. Јас не гледам тука кај има проблемот да изгласаат одлуката за субвенционирање. Нашиот став беше конзистентен. Значи ние сме опозиција во Советот на град Скопје. ВМРО ДПМН се мнозинство во Советот на град Скопје. ВМРО ДПМН со нивна поддршка и овозможија градоначалничката да стане градоначалничка. Тие го изгласаа буџетот, тие требаше да изгласаат одлуката за субвенции. Меѓутоа, кога е интересот на граѓаните во пресред, излеговме и прифативме да имаме вонредна седница. И го одржавме нашиот збор. Ако веќе се договараме да имаме вонредна седница, треба да се држиме на договорот за вонредна седница. И во интерес на граѓаните, и во интерес на сите нас, да изгласаме одлуката за Совет. Сведоци што се случи на вонредната седница. Да, пред малку рековте дека процедурата не е завршена до крај. Што останува? Повторно во интерес на јавноста, повторно народот, граѓаните да видат како и што прави ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје, побаравме поименично гласање. Тоа не ни беше овозможено. Гласањето е прекинато до гласањето за 32, меѓутоа не е завршено. Одлуката ќе биде конечна и председателот ќе заклучи дека е донесена околу гласањето ќе се затвори. Што ќе значи тоа во пракса, додека не е конечна одлуката, ќе не може да се прифрлат пари на јавното сообраќајно предпријатие? Бидејќи седницата е прекината, ќе треба да заврши. Тоа се во прашање се неколку дена. Ако председателот стои на зборот што го даде јавно, дека продолжетокот на вонредната седница ќе го закаже за 8 јануари. Ако се прашувам јас, тоа може да биде на првиот ден после новогодишните празници. Ако интересот на граѓаните ни е пред се и над се. Тоа значи дека до 8 јануари практично нема да може да се префрлат пари на... Може и на 3. Седницата може да продолжи и на 3, односно првиот работен ден после новогодишните празници. А може ЈСП да функционира до 8 без тие Да. субвенции, така? Да. Фала. Благодарам.